законско решение кое што е преседано самото по себе, заради неколку причини. Ова е еквивалентно на тоа како да носите закон за здравствени работници, цела здравствена фела да е против законот, а вие да сте упорни и да го туркате законското решение и да го донесете. Или исто како фелата правници, економисти или така натака, односно сите кои што имаат одредено здружување во земјава и за кои што треба да бидат прашани, односно најповикани за да предложат идеи или предлози за тоа како треба да иде законско решение, да сте против, а вие како мнозинство, користејќи го тоа што имате математичка предност во однос на опозицијата или во однос на оние кои што се најзасегнати, кои што не може да учествуваат тука во работата, на сила да го туркате ова законско решение. Ке разговарам и ке акцентирам неколку моменти кои што сакам вака да бидат антиципирани сериозно, затоа што во моментов сум известен од повеќемина сметководители дека со особено внимание ја следат дискусијава и повторно ќе се приклучам на нивниот апел и ќе повикам на разум ова законско решение да биде повлечено, да не се донесе заради тоа што навистина е неприменливо, има сериозни забелешки од оние кои што треба да го користат или оние кои што треба да бидат уредени или нивното работење уредени од ова законско решение. Прво ќе коментирам за европското знаменце. Апсолутно непотребно и нема ништо во законот кој што може да се оквалификува како доближување на европските законодавства, европските закони или европските практики. Затоа што со законов се прават два моменти. Првиот е упат во системот, а вториот е легален рекет. И тоа ќе го објаснам во моето излагање, па би сакал некој од пратениците од мнозинството или оние кои што се предлагачи на законот да се јават за збор и да ме укажат со нормално аргументи дека грешам. А ќе се повикам на изјавата на Комората на сметковители која што кажа дека и покрај тоа што беше на некој начин организирана јавна расправа на предлог повторно на опозицијата, јавната расправа беше организирана, замислете, ден откако заврши рокот за поднесување на амандмани. Јавна расправа се организира со цел да се произлезат заклучоци кои што потоа ќе бидат преточени во амандмани со цел законското решение да биде подобрено. Оваа беше можеби единствената јавна расправа во историјата која што е организирана ден после рокот на поднесување на амандмани со цел да не бидат тие амандмани инкорпорирани во ова законско решение. И зошто е тоа така? Сега ќе ви кажам. Има предлог во самиот закон да се направи едно ново здружение, тоа ќе го носи името, односно Совет за унапредување надзор над сметководствената професија. И тука е најсериозниот проблем. Што значи ова? Прво вели ова ќе биде независно од власта, а замислете во овој Совет ќе има 5 членови, од кои што 3 или 4 ќе бидат именувани од Министерството за финансии. Конкретно од власта. Сега, како ова ќе биде независно? Треба некој да излезе јасно. Не е независно. Туку ќе биде директно под влијание на власта. Понатаму, овој Совет ќе има директна надлежност да влегува во сметководствените бироа и да има увид за какви услуги се дават или да прави контрола врз клиентите. Тоа е директен упат. Тоа е директен упат во работата на сметководителите. Понатаму, има и уште една одредба која што е особено спорна, а тоа е дека во институтот на овие сметководители и овластени сметководители, во законот, во членот 72 се прави фоторобот за замислете како да се направи избор на председател на овој институт. Конкретно, во членот 72 е опишано како на тој институт ќе се избере ВД председател откако овој закон ќе стапи во сила. Тука имаме реномирани и почитувани професори на правниот факултет, ќе ги замолам доколку зборуваат, имаат збор после мене, да излезат и да ни кажат каде во друг закон или на секаде во светот постои законска одредба во која што декларативно е отсликан како фоторобот оној кој што треба да биде председател на овој институт понатака. И сега на крај доаѓаме до суштината. Зошто ова законско решение се носи вака и зошто власт прави вакви преседани и прекршување на волјата на оние кои што, односно чие што работење треба да го уредува овој закон, а тоа е пари. Односно во овој институт постојат отприлика маса на пари која што е 30 милиони денари.
Тука е интересот на предлагачот на законот. Тука е интересот на законодавецот. Како да се дојде до овие пари? Како овие пари да се исплячкаат и како со претходните законски решенија за кои што сме говореле неколку пати тука, да се стави рака на финансиските институции за да може одблиску да се врши рекет на фирмите. Односно, како да се дојде до информации за нивните салда, како тие салда наместо зависни да бидат под юрисдикција и ингеренција на државните институции, односно оние партиски директори во институциите да им соопштуваат на овие во СДСМ и на ДУИ која фирма колкава маса на пари има во оптек или во колкава маса на пари остварува како профит, па за потоа по овие легални рекети донесени во закони кои што го носат европското знаменце, за да може да се допре до нив и да се стави раката и оттаму да продолжи оној рекет како што можевме да видиме во минатото го прават преку физибилити студии, преку јавувања, преку тендери и измислување јавни набавки во 4 очи за софтвери кои што не постојат и на тој начин да се крахираат цели економски системи. Суштината на ова законско решение, како што кажав, е да се прибават одредени средства кои што ги има овој институт, но тука сакам да акцентирам два моменти. Првиот момент сакам да се обратам директно до хората на сметководители. Со ова ќе бидете директно оштетени на сметка на вашиот институт, на сметка на вашите права и на сметка на фелата која што почнува да старее во Република Македонија, односно со вакви законски решенија станува неатрактивна за младите луѓе кои што би сакале да се ориентираат и да радат оваа работа. Гледате дека не наоѓате на слух од владиното мнозинство и јас ве повикувам да ги направите сите чекори кои што ви ги дава Уставот и законите, да ги побарате вашите права. Затоа што овие луѓе не разбираат ништо друго, освен притисок во јавноста и преку протести. За жал, тоа е факт. А второ, што е уште посериозно, во извештајот од Европската комисија сме нотирани како држава која што врши злоупотреба на законите и на кои што им става европско знаменце, а кои што немаат ништо европско, односно закони на брза лента само за да може да се краде, за да може лоповлукот да се развива и ништо друго. Сакам да ги повикам институциите кои што го носат предзнакот и епитетот меѓународни, малку посериозно да се позанимаваат со ваквите законски решенија. Затоа што молкот во ваквиот случај не се учесници, а јас во сите контакти кои што сум ги имал знам дека не сакаат да бидат соучесници на вакви закони. Да изреагираат, да ги повикаат, ете не мора пратениците од опозицијата, нека ги повикаат коморите на сметководители и нека поразговараат зошто цела една комора е игнорирана од законодавците на носење на ваков закон кој што треба да им наметне дополнителни трошоци и услуги. Затоа што ова законско решение е поднесено само за да створи личен интерес на неколкумина поединци и само да ги оштети сметководителите. Држава што има долг од 8 милиарди евра, држава која што има долг, односно инфлација од 10,5%, држава во која што електричната енергија е поскапена за 40%, горивата за 80%, а прехранбените производи од месец за месец растат право пропорционално, прилика околу 1300 денари, не може да си дозволи заради лични интереси на одредени поединци кои што се финансиски да загрозуваат цели сфери во економијата и во стопанството. За жал, не сметам дека ќе најдеме на разум и повторно ќе ги повикам меѓународната заедница да реагира на ваквото предложено законско решение, а на сметководителите за жал би сакам да им кажам дека немате друг начин да ги прибавите вашите права, односно отколку да излезете на улица да побарате средба кај оние кои што се глуви на сите појави негативни во општеството. Благодарам. Зоранчо Јованчев, Кафе. Има збор Зоранчо Јованчев.